На нашите профили на социјалните медиуми, без разлика дали е Facebook, Instagram или YouTube, знаеме да поставиме некои видеа. Тие видеа можат да бидат за промотивни цели или пак да бидат поврзани со некоја наша прослава или пак да бидат поставени заради забава. Но често знаат тие видеа да имат песни за кои што ние немаме авторски права, односно ги немаме откупено тие авторски права. Сега, ова видео нека има наслов што ќе се случи доколку ставиме песна во видео за кое што ние немаме откупени авторски права. Сега, кога станува збор на Facebook, ние си го поставуваме нашето видео. Во тоа видео има некоја песна која што е доста популарна, која што нас ни се допаѓа и сме ја поставиле во него. Си го поставуваме видеото, си тераат процентите за кои што кажува докаде е поставувањето на самото видео и ќе добиеме известување дека видеото е поставено. Супер, нашето видео е на Facebook. Но после тоа доаѓа известување во кое што пишува дека нашето видео нема звук, бидејќи во нашиот видеоматеријал има копирајт, односно песна за која што немаме авторски права. Сега, можеме да маниме да направи да биде со звук, но можеме и да го оставиме така. Подобро е да се остави така, според мене, бидејќи ако продолжуваме цело време да ставаме некои видеа со песни со копирајт, мислам дека може да ни ја блокираат опцијата за поставување на видеа. Не знам, ова е моја претпоставка, да сега сум немал некое такво искуство. Следно, кога станува збор на Instagram, кога ќе го поставиме видеото, дали било на IGTV или пак било во обичен пост, алгоритамот може да ни најде копирајт и да ни го блокира самото видео и ќе ни стигне нормално нотификација со тоа. Сега кога станува збор за YouTube, си го поставуваме самото видео, си се полни поставувањето, супер, си се процесира видеото, си го ставивме тамнейлот и така натаму. Ни пишува дека има копирајт. Сега, тој копирајт може да се избегне со мутирање на самото видео или пак едноставно да го избришиме видеото. Сега, ако го поставиме или го оставиме видеото со тој копирајт, може да стои поќе време и да нема гајле, но може да добиеме страйк. Во YouTube се дозволени 3 страйка. Добивате еден страйк, окей, добивате втор страйк, окей. Ама, ако добијате трет страйк, вашата сметка ќе биде окината и не ќе можете да направите нов YouTube канал со имејлот кој што е поврзан на YouTube. И затоа ќе треба после да си креирате нов Gmail, односно нова Google сметка и да си креирате нов YouTube канал и да не поставувате содржини кои што имаат копирајт. Сега, како може да се избегне сето ова? Може да се избегне со тоа што кога поставуваме на Facebook или на Instagram, за Facebook имаме аудио library во кое што има песни со кои што се дозволува да бидат поставени во нашите видео фајлови, а за YouTube исто така имаме YouTube library со која што може да се поставуваат тие песни во видеата кои што ги поставуваме на YouTube. Сега, овие песни од YouTube library кои што ги имаме ставено во видеото, тоа видео можеме да го поставиме на Facebook и да не добиеме копирајт, а ако користиме песни од Facebook аудио library ги поставиме на YouTube, не знам дали ќе се добие копирајт, но мислам дека не, бидејќи се бесплатни. И тоа е тоа. И уште нешто, ако правите влог, например, и гледате дека свири некоја песна, бегајте што побрзо, за да не добиете копирајт. Оти може и да е 3 секунди, одма ќе го препознај алгоритамот на YouTube или на Facebook или на Instagram и, како што реков, може да
ви биде мутирано видеото, може да ви биде блокирано видеото или пак да добиете страйк и да си бидете во ризик. Зато избегнувајте го сето тоа и користете ги аудио леберите, односно аудио библиотеките кои што се понудени од страна на социјалната мрежа Facebook и од страна на платформата YouTube.